ден, драги гледачи, добродојдовте во македонската кујна. Денеска ќе покажам како правиме салата од печени пиперки. Пиперката е многу здрав зарзават, е еден од најомилените зарзавати кај македонскиот народ. Има многу витамин С, дури повеќе од портокалот. Има бета-каротин и луѓето веруваат дека црвената пиперка има состојци што го спречуваат предвременото старење. Со пиперката е многу убава да се јаде за здравје, исто така и за младост. Пиперката е најубава кога е печена. Пиперките што ги имам денеска јас направено се печени на барбекю. Во летото тоа е најубаво да се прави. И откако ќе ги испечеме пиперките, убаво ќе ја вртиме на огнот од сите страни, да се поцрни вака лушпата, ќе ги ставиме во нешто да се здушат, затоа што кога ќе се здушени, многу побаво се лупат, нели? И откако ќе ја извадиме лушпата, ќе ги наредиме во чинија и ќе ги премачкаме со нашиот омилен сос за зарзават печен, кој се состои од бело лукче, сол, црн пипер, масло и киселина. И се разбира, секогаш во салатите употребуваме маслиново масло, затоа што тоа е најздраво за јадење и затоа што не се става на висока температура. Како што реков и порано, многу пати маслиновото масло го намалува холестеролот и превентира срчеви болести. И сега, еве вака, ние ја изљупив последната пиперка. Овие се викаат кубанела или банана пиперки зелени. Овие се неизлупените што ги имав и тука ми се сите излупени, наредени. А исто така, ќе ви покажам тука дека имам излупено и испечено лути пиперки. Лутата пиперка е исто многу вкусна и многу луѓе ја сакаат да ја јадат. И исто така имам исецкано црвени пиперки. Црвените пиперки се многу сладки за јадење и салатата од овие пиперки јас сакам да ја правам со црвена исецкана пиперка. И сега ќе ви покажам како ќе го направам сосот со кој ги премачкуваме пиперките. Во машинчево овдека ќе ставам околу 8 лукчиња, затоа што имам доста пиперки. 8 лукчиња исчистени и малку исечени. И ќе ставам малку сол. Всушност на сите овие пиперки ни треба околу 3 лажичиња сол. Пиперката доста сол прима. И ќе го измелам лукчето. Наместо да го толчам, го мелам, зашто многу го скратуваме времето кога го мелам вака. И сега ќе додадеме малку црн пипер, многу малку, колку само за вкус. И ќе додадеме маслиново масло, кое е многу вкусно во пиперките. Четвртина чаша, повеќе од четвртина колку сакате и малку киселина. Не треба многу киселина во пиперките. И повторно ќе го ставиме капачето вака. Ќе помешам се. И еве ја добивме смесата за да ги премачкаме пиперките. Сега ќе ви покажам како ќе ги сервираме и ќе ги премачкаме пиперките. Оваа смеса ќе ја ставам во едно чинивче мало. Ви се види, вака кога ќе го испразните од машинчето, ако ви се види овој сос, дека нема доволно масло, мене така ми изгледа како да нема доволно масло, додадете уште малку. И вака од око обично ни покажува сосот дали чини или не чини. И сега ќе ги ставам на страна овие пиперки, ќе земам една ваква чинија. Една за лутите, една за благите и ќе почнам да си ги редам. И вака ќе наредам еден ред и ќе го измачкам да ја фати цела пиперка.
овој ред сосот што го имам направено со лукчето, масло, киселина и сол и така натаму. И се разбира малку Макдонос, вака ќе ставам одозгора. И сега ќе продолжам со редењето. Еве вака. Видите што убаво изгледаат, со седршки, со серачки. Пак ќе направам уште еден ред. И пак ќе го измачкам со лукче, масло, киселина и сол. Ќе ставиме малку Макдонос. И последниот ред. Многу се убави овие пиперки. Ќе ги измачкаме убаво да ги фати секаде лукчето. И овој исти процес ќе го повторам со лутите пиперки, а исто така и со црвените пиперки. Драги гледачи, црвените пиперки овдека, како што кажав побаргу, се исецкани и се разбира изљупени, исчистени од семе и од се. И сега смесата што имам направено за пиперки, ќе ја полеам вака целата на црвените пиперки и ќе ги измешам убаво. И ништо нема поубаво од пиперка печена, лепи и бело сирење. Тоа за мене заменува секаков стејк. Еве како што гледате. Прекрасно изгледаат и црвените пиперки. Ќе ставиме Макдонос одозгора и ќе ги ставиме тука вака во оваа чинија за сервирање. И сега пак ќе ја прашаме Катерина, мојата ќерка, да проба од пиперките и да ни кажи како и се бендисуваат и што мисли. Кети, еве сега тука имам зелени пиперки, црвени пиперки и уште една чинија со зелени пиперки, ама овие се лути, овие се благи и сега повели да пробаш и да ни кажеш како те бендисуваат. Какви сакаш ти пиперки повеќе, благи или лути? Благи. Благи, да. Многу луѓе уживаат во лути пиперки, има луѓе што не сакаат луто. Добро, сега ајде пробај да ми кажеш дали нешто треба да се додава или да се одзема или се добри. Многу се убави. Многу се убави. Со лепче и бело сирење нема побаво јадење од печени пиперки. Чекај и црвените да ги пробам. Еве. И црвените изгледаат многу убаво. Ќе можем да си ги донесам дома? Да, да. Океј. Можеш да си земиш колку сакаш за дома. Драги гледачи, благодариме за вашето внимание, пријатна вечера и да ги уживате пиперките овоа лето. До гледање и до видување до следниот пат.